Поплави го зафатија и регионот околу Охрид, каде што беа погодени неколку села и делови од градот. Ситуацијата се менаџира од страна на општината и јавните претпријатија. Градоначалникот Кирил Пецаков вели дека најтешка е ситуацијата во селото Орман, каде што минува и реката која се излеа од коритото. Најголем проблем, без исклучок, кој што го создават е Коселска река и она кое што надоаѓа од Дебелополе по каналите. Отворени се, постојат на 2-3 места канали отворени кои што 30 години вода не примиле, значи тоа после 30 години се случуваат и добар дел од куќите кои што се тука се веќе поплавени и се во опасност поплавата нормално продолжи, таа Коселска река е излиена на неколку места, најмногу е погодено селото Орман и од Центарот за управување со кризи велат дека остануваат на терен за да ја наблюдуваат ситуацијата одблиску. Во Охрид и околината поради обилните врнежи од дожд има поплавени подруми, дворови и некои објекти во градот. Некои потоци се излеа од коритото, додека локалните власти и представници на кризниот штаб се на терен, а тимовите на јавните претпријатија Водовод, Нискоградба и Комуналец интервенираат и ја отстрануваат водата. Градоначалникот Пецаков истакна дека следните 24 часа се критични за Охрид, бидејќи утринава во планинските делови, од каде што се слева и реката која се излеа од коритото, падна и снег.